Ти се наоѓаме на оваа прекрасна локација. Утрово зборуваме за хуманоста и за добрите дела. Мој соговорник, отец Оливер Петровски, добро утро. Добро утро и на вас, на сите гледачи на македонската телевизија. Ова убава хумана приказна трае веќе 8 година. Секојдневно се донираат пакети храна на социјално загрозените семејства. Па да, хуманитарната организација е создадена 13 декември 2016 година со благослов на архиепископот Охридски македонски господин Стефан, и од 2016 година самата организација станува официјална хуманитарна организација на Скопската православна епархија при Македонската православна црква. И денеска се подготвува топол оброк на оние на кои што им е потребно? Па да, значи хуманитарната организација Свети Спас почна со делење на пакети на социјално загрозени семејства, не само во Скопје, туку низ целата Македонија, не само на православни христијани, туку буквално на сите кои што имаат потреба. Од минатата година, поточно од 15 септември, почнавме црковна народната кујна, која што со Божја помош и со помош на нашите брајки и сестри низ целиот свет, не само во Македонија, се уште трае и секојдневно се готват преку 200 оброци кои што се делат на 5 пункта во Скопје. Да, ги споминавте оброците. Денеска каде се ќе се подвие храна? Денеска кој секојаш се дели, значи во црквата Свети Спас во Драчево, црквата Свети Илија во Аеродром, црквата Свети Архангел Михаил во Автокоманда, Свети Јован во Бутел и Свети Апостоли Петар и Павле во Ѓорче Петров. Инаку кујната се наоѓа, мора тоа да го споменеме, во една од најважните цркви во Скопје, тоест во црквата Свети Апостоли Петар и Павле во Горно Лисиче. Да, тука ќе го споменеме и нашиот готвач, кој што е во позадина, меѓутоа неуморно работи секојдневно. Да, нашиот готвач е еден од најдобрите готвачи, мора и тоа да го споменеме, нели? Братот Благојче Василевски, викан Чорба, кој што покрај тоа што работи во еден од најубавите ресторани во Аликас, наоѓа време да дојде за да ни помогне тука, тоест да може да сготви храна за сите оние на кои што таа им е потребна. Колку граѓаните сакаат да донираат во денешно време? Поразително е, за жал, да нема храна. За жал, ќе споменеме дека секојдневно бројот на оние на кои што има потребна помош се зголемува, посебно сега со кризата и зголемувањето нели на цените. Проблемот е во тоа што оние луѓе кои што постојано ни помага и оние веќе самите почнуваат да запаѓаат во некоја криза, ќе кажеме, заради тоа што знаеме, нели последно време цениве се буквално скокна целосно нагоре. Така што еве допатиме апел да се вклучат што е можно повеќе. Ќе споменеме дека сега на 16 по повод светскиот ден на гладот ќе имаме голема збирна акција во Скопје, каде што на 10 пунктови низ маркетите во Скопје ќе собираме храни и хигиенски средства. Се надевам дека сите ќе земеме учество и дека ќе донираме барем едно пакетче макарони. Да, ги споминавте вие новите пунктови кои што се во Бутел и Автокоманда. Потребни ли се повеќе во нашата земја? Би рекол да. За жал, желбите и условите се различни работи, нели? Ние во моментов можеме толку. Меѓутоа се надевам дека ќе успееме во многу скоро време да отвориме уште пунктови, не само во Скопје, туку и низ Македонија. Ние имавме пункти во Струга, меѓутоа тамо увидовме дека нема потреба, тоест не се пријавија многу луѓе, нели, и моравме и токму затоа го затворивме. Меѓутоа во Скопје дефинитивно има и тоа огромна потреба, би кажал, од вакви пунктови каде што би се делела готвена храна. Токму затоа ние од минатата година до сега зголемивме бројот на пунктови на оброци. Се надевам дека ќе го доживееме оној ден кога повеќе нема да има потреба од црковна народни кујни, воопшто нели, дека ќе нема потреба од помош на други луѓе, дека сите ќе живееме во изобилство. Меѓутоа, се дека има потреба, нели, ние мораме да помагаме. Да, кога се подава рака, велат дека тогаш си најмногу хуман, меѓутоа кога ќе видиш среќата во очите на оној кој што му помагаш. Тоа е најголемата среќа. Да. Ќе го споменеме тука имотот кој што вие го добивте, односно вашата организација. Наскоро и вие добивате свој дом. Па се надеваме. До сега хуманитарната организација беше бездомник, ќе кажеме, нели? Затоа што од нашето создавање па до ден денес ние буквално немаме никаков објект и ние сме цело време под кирија, нели? Изнајмуваме простор. Со Божја помош и со помош на наш голем поддржувач кој што сака да остане анонимен, добивме плац каде што ние ќе можеме да изградиме и каде што најпосле ќе ги ставиме, нели, едно до друго и магазинот и канцелариите и кујната и, нели, сите на оние простори кои што нам не се потребни за да можеме да функционираме. Се надеваме дека во многу скоро време ќе го почнеме, а уште побрзо ќе го завршиме, нели?
И верувам дека тоа така ќе биде. Посебно заради тоа што знам дека нашиот народ е еден од најхуманите луѓе во светот и дека знам дека целосно ќе не поддржат за да можеме што е можно побрзо на нашата хуманитарна организација да ја обезбедиме свој дом. Има ли отец Оливер време да помогне секому, затоа што буквално на секаде кога ќе се спомене вашето име сите велат да не беше тој? Не, значи не е отец Оливер, тој е хуманитарната организација Свети Спас. Значи мораме да ги разграничиме. Утре отец Оливер нема да биде нели така на челото, на главата нели на хуманитарната организација, ќе биде некој друг отец или ќе биде некој друг човек. Така што сето она што се прави, го прави хуманитарната организација. Не само јас, туку и многу волонтери. Токму заради тоа и можеме да постигнеме нели малце повеќе, да кажем, заради тоа што нашите волонтери буквално 24 сати се на терен. Ако треба да се оди во Битола, ако не може нас ќе отиде друг, ако не може ќе отиде трет, нели? Така што се обидуваме да стигнеме секаде, но за жал не можеме. Условите се тие кои што се, можностите кои што ги имаме се тие кои што се. Иако ние би сакале постојано да помогнеме буквално на сите, не можеме. Но сепак тоа не значи дека ние нема да продолжиме се обидуваме. Така што оние кои што се пријавиле за помош, ги замолиме за трпение, нели, за да можеме да постигнеме, да најдеме донации, нели, за да можеме да им помогнеме и на нив. Би сакала тука да ве прашам, има ли честа злоупотреба можеби на донациите? Па мислам дека повеќе не. Зошто? Заради тоа што станавме малце поригорозни, да кажеме, нели, и сега сите оние кои што имаат потреба од помош ни носат документација. Според документацијата и според тоа што ние ќе увидиме на лице место во нивниот дом, одлучуваме дали ќе бидат примени, кога ќе бидат примени во програмата за помош на хуманитарната организација. И која е вашата порака за крај до сите луѓе? Останете хумени, да не ги изгубиме верата, надежта и љубовта во ниту еден случај. Емпатијата да порасте затоа што мораме си помагаме еден на друг, затоа што ако не си помагаме еден на друг, нема кој друг да ни помогне. Благодарам многу. Сте живи и здрави.